nešto konkretno. Добре ми дојдовте во ова специјално предбожикно издание на Нешто конкретно. Оваа епизода е за сите оние кои што се крстат и бакнуваат икони наутро, а попладне плукаат се живо и диво на социјалните мрежи. За оние кои се воздржуваат од мрсна храна, но не се воздржуваат од озборување, од сопнување и од понижување на другите. За оние кои што имаат тетовиран крст на гради, но нечист образ на лице. Денеска ќе зборуваме малку и за лицемерието, но ќе прашам и дали ако човек верува во Бога, по дефолт е добар. За флоскулата еднаш се живее, па се е дозволено. За безстрашноста, за моментот кармата ќе те стигне и тркалото се врти. Обично велат дека црквата и верата се за старите, за болните, па и за криминалците. Но јас верувам дека во оваа епизода ние ќе покажеме дека духовните учители се потребни и кога е време на успех, кога се убави времињата и кога е добра мислата. Еве го мојот специјален гостин. Тој е роден во Ресен. Првото патување му е од породилиштето во Ресен до неговиот дом. А сега патува низ целиот свет и речиси секојдневно. Седиштето му е во Малме, Шведска, ама живее во Кола. Пее по службена должност, но пее и за своја душа. Бил член на Lizards, ама најмногу ги сака Битлси. Црта и на таблет и на платно, пишува и на хартија и на Фейсбук. Се слика и селфи, ама се слика и со фотоапарат. Остроумноста му е карактеристика, гаѓањето право во целта му е специјалност. Станува владика на точно 33 години и 364 дена. Тој е митрополит на Европската епархија на МПЦ, попознат како Отец Питанију. Повелете? Добре ми дошле. Добро ве најдов. Сега, благодарам на поканата. Кога им кажав дека вие ќе ми бидете гостин, прво ме праша, а не ли ти е страв? Вака не ми изгледат страшно. А второто прашање беше, а зошто отец, кога обично е тој за старите и за болните? Ние младите нема што да слушне. Па секогаш, за жал, секогаш има што да се чуе и едно што е многу потребно, за да можеме да го продолжиме животот, тоа како што кажавте и во вашата најава, дека Господ ни е потребен и во моментите кога ни е тешко, за да не подкрепи, но потребен ни е и во радосните моменти за да се заблагодариме за она радост и благосостојба во која што се наоѓаме во тој момент. Сосема е погрешно тоа да Господ го имаме само за одредени моменти, а за одредени моменти да го забораваме. И затоа ќе се потрудиме, верувам, вечера заедно преку некои прашања да покажеме дека навистина тоа е потребно. Нашиот љубовен однос со Бога да се гради во секој ден и да расте низ нашиот живот, за тоа што смислата на нашиот живот на крај завршува во Царството Небесно, каде што по нашата определба дали сме биле со Бога, дали сме биле против Бога или дали сме биле без Бога, ќе зависи нашиот престој на небесата каде ќе биде и што ќе гледаме. Така, а што ќе гледаат гледачите, тоа зависи од нашиот разговор, да седнеме и да почнеме. Може? Благодарам. Ајде. И од кога седнавме, ајде прво да прашам, дали ви имате моќ да ги проценувате луѓето, од кога прв пат ќе ги видите? И да имам, не би сакал да ја користам таа моќ, затоа што Значи ја имате. разочарувањето по тоа е поголемо. Добро. Ајде јас да проценам каков соговорник имам кратки прашања да видам што ќе одберете. Може? Може. Lizards или Битлси? Битлси во секој случај. А Lizard? Стара љубов. Добро. Ресен или Малме? Ресен на прво место секогаш. Така. Туѓината пуста да остане. Не може да остане пуста, од јас ќе останам без работа. Така, добро кажано. Facebook или Instagram? Ни едно ни друго во последно време, затоа што ја изгубија смислата, основната смисла за која ни ја даде таа желба да ја користим во почеток, но
сето тоа некако се изврти и гледам се што помалку можам да бидам присутен На LinkedIn да се социјалните. префрлите. Уште не. Добро, окей. Рок или поп? Како Рок. музика? Рок како музичко определба, поп како колега. Така, добро. Кахон или саксофон? Саксофон ми е првата љубов, наследство од татко ми, така да саксофонот. Горко или благо кафе? Никакво. Никакво, не пиете кафе. А толерантен на кофеин од 98 година па. Се Добро. може и без тоа. Значи со вас некој да ве покани да испиеме едно кафе, нема шанси да испие кафе со вас. Се нафекам да изгледам, но не да го испијам. Така, добро. Благо или солено јадење? Солено. Солено. Сега, лево или десно? Како и да го разбирате тоа? Во православието има една изрека, ако не знаеш каде одиш, секогаш врти десно. Аха, добро. Океј. Сега, листопадни или зимзелени? Па како и да го разбирате тоа? Зимзелени, онака како што го користиме во црквата. Што значи тоа? Па тоа јас го знам од покојниот митрополит Кирил. Тој знаеше да се пошегува со политичарите, да им каже докаде им е границата, користејќи го тој термин да вие сте листопадни, а ние сме зимзелени. Затоа што не се нашите функции мандатни, туку се од изборот до крај на животот, доколку не се случи нешто да паднем во ерес или некој тежок криминал да се случи, па да се отвори некоја постапка, па да мораме да ја напуштиме таа функција. Иначе сме со доживотен избор. Така, не се пензионирате. Да, од секојаш од малечок сонував за некоја професија со бенефициран стаж и завршив во професија каде што нема пензија. Така, добро. До пола празна или до пола полна е чашава? И мојата, и вашата. Пола-полна. Пола-пола. Добро. Супермен или Тарзан? Тарзан е повеќе од моето детство, мада од стриповите па и Супермен, сепак Тарзан. Немаше надприродни моки, со него можеме да се такмичиме. Така, добро. А билјарката ја знаете? Од Бушавата азбука? Како не? Мими Таневска, која ден денеска не во воодушевува се незините изјави на љубов. Да, кон Тарзан. Да. Сега, пимен или пи цртичка мен? Кој сте ви? Пимен. Пимен во една целина. Во една целина, мада често знаат некој да не го... Мислев дека тоа ќе биде име кое е толку кратко и кое што не ќе може да се изведе некоја пократка верзија од тоа, но знаат луѓе да го скратите на 2 букви да остане само на пи. Так, тогаш значи дали ваш ден е денот на бројот пи, односно 3-14 или друг имен ден имате? 9 е мојот официјален имен ден, но и секој се споменувам и за Трети? 14 март, Да. како денот на пи, особено во последниве години, затоа што имам мала внукичка од 2,5 години, која уште не може да ја убедиме дека треба да ме вика Пимен, туку или дедо, туку ме вика Пи. Па ете, тоа е тоа. Меѓутоа ви стои на каверот на Facebook 3,14, Да, тоа да. си стои. Така, што сакавте да бидете кога ќе пораснете? Искрено, никогаш не сум знаел што ќе сакам, но од секоја знаев дека ќе имам, кога ќе пораснам, дека ќе имам долга коса и брада. И ете тоа се исполнија. Најмалку што сум размислил некојаш дека ќе бидам владика. Така. Но, ете, се покажува и тоа дека не е по наша волја се случуваат работите во црквата, изборите на кои што сме, на звањата во кои што сме повикани, не се случуваат по наша волја или по наше настојување, туку секогаш туку е факторот Господ Бог, но и потребите на црквата. Така. Сега, сте сонувале да служите и војска или тоа беше наметнато, затоа што сте вие еден од тие кои што отслужил воен рок? Па во тоа време, јас сум последната генерација што замина во ЈНА да служи
И тогаш имаше некои можности да се одложи на одредено време, значи доколку се запише некој од техничките факултети или медицински факултет, ако се запише, тогаш се сметаше дека после завршувањето на факултетот може би бидеш покорисен како војник. Имаше можност до завршување на факултетот да се одложи. На другите факултети не се одложуваше заминувањето во војска. Но јас бев запишен тогаш на машински факултет и можев да направам одложување на војската, но сакав со време да тоа поглавје да го затворам во мојот живот и потоа што ќе бидам во животот или како ќе се одвива животот, затоа после тоа ќе се размислува. И така да одлучив и заминав во време на распадот на Југославија, септември 1991. Ама служевте во Македонија? Да, сепак во Македонија служев. И покрај тоа што знаев српско-хрватски одлично. Добро. Сега ние имавме тема дали да се врати воениот рок, па прашањето беше дали навистина воениот рок е тој кој што може да ги воспита машките деца да станат навистина корисни за општеството и подоцна за формирање на семејство. Па дали ќе ги превоспита? Тешко за година дена човек со формиран карактер со свој пълнолетство дека можеш да го воспиташ или превоспиташ. Но сепак беше убаво едно отуѓување од дома што те прави некако понезависен. Да бидеш и од друга страна, кога ги добивавме оние некои тешки задолженија за толку пешачење, нормирани работи кои треба да се постигне за толку време тоа да се направи, толку да крушиме во целта да се испалат сето тоа. Ти е невозможна мисија кога ќе ти се каже дека тоа треба да го направиш, но на крај успеваш да видиш дека го имаш тоа во себе, само треба да се некој дополнително да те мотивира за да излезе тоа од тебе. Така да би рекол, не станува збор за превоспитани луѓе, туку луѓе кои можеби созреале. Малку и научиле на тоа дека не мора доручекот секогаш мама да го подготви. Добро, мислите дека... Или да се намести креветот. Така, мислите дека треба да се врати сега во ова време воениот рок, дека би имало корист и општеството, па и мажите, па и жените доколку одат, или е поминато тоа? Па во време кога имаме професионални војски, кога треба да размисли дали да оди доброволно или веќе ако оди добро да го наплати тоа, секако дека нема да биде успешен проект тоа да се врати воениот рок редовен, а и да се врати нема да биде она што било порано. Че порано кога се одело македонец ќе оди во Словенија, па Така да. нити познава некој, нити има намера да избега од војска, па да се дојде до дома. А вака, ако си од град во град, можеш да се прелажеш многу лесно да пробаш Така. да го направиш тоа. Сега кога сме кај воспитувањето, значи барем сега во периодов сме сведоци на тоа што се случува и што се прават децата, посебно на оние социјални мрежи. Проблемот е тоа што децата не се воспитани или родителите се сепак оние кои што не се воспитани па тоа го пренесуваат на децата? Мислам дека проблемот е на транзиција на генерации. Значи, ќе зборувам за мојава генерација, малку постари од мене што се, еве и некоја година помлади од мене да земна. Сме таа транзициона генерација која што како деца, доколку бевме опоменети на школа, кога ќе се вратевме дома бевме опоменувани и од домашните, да наречеме, натепани често. А денес ние како родители сме родители кои што не дозволуваат некој да го опомене неговото дете, а камоли да го заплаши со нешто и дополнително, наместо да ги опомениме децата, можеби на нивната дозволена дрскост во односот со професорот, со наставникот или со било кој човек со кој што се среќава, проблемот го бараме во другиот и ги охрабруваме децата така да продолжат и дека доколку некој нешто им каже, дека слободно може да се пожалат кај нас, па ние да се преземе обврската, да го доразчистиме случајот. Така да повеќе е до родителите отколку до децата. Сме станали препопустливи. Така? Некако пресентиментални кон децата, што секако не им прави таа добра услуга. Еден ден треба да созреш во животот, еден ден треба да пораснеш во животот и да се соочиш со суровоста на животот. И сега дали тоа ќе го направиш на 5, на 10 години, на 15 или
кога ќе почнат твоите родители на 30-40 години, ќе треба да се соочи со суровоста на животот. Колку подоцна се соочуваме со суровоста на животот, толку потешко го пребродуваме сето тоа. Затоа убаво е да се има не казнен однос кон децата, но сепак да се има еден однос кој ќе им ја потенцира самосталност и потребата од таа нивна самосталност, за да можат што порано се соочат со суровоста на животот и полесно да ги преминуваат потоа сите оние пречки на кои што наидуваат. Така, што е со почитта? Мислите ли дека децата сега доволно знаат што и како треба да почитуваат? Јас кога бев мала, ме учеа како треба да почитувам дури нели и клупите во училиштето, како треба да ги почитувам, наставниците, комшиите како треба да ги почитувам. Не достига ли почит денеска? Па не верувам дека има родител кој ќе им каже дека никој не треба да почитува, дека треба да се рушат авторитетите, затоа што утре тоа ќе му судри од глава и на родителот. Ако ги рушиме авторитетите, ако го рушиме авторитетот на наставникот, на кој му се мешаме во работата како родител, или што знам кој све во нашиот живот, со кој ќе се сретне во нашиот живот, ако не го почитуваме него, ако очекувам ние дека на секој наше расплачување, размазување ќе ја добиеме поддршката од родителите, тогаш ги рушиме тие авторитети, односно ја рушиме почита кон тие авторитети, а потоа сето тоа ќе се одрази и на домашен план. И на домашен план потоа детето немајки почит кон никој авторитет, нема да го почитува ни авторитетот на родителот. И викам, доколку ги учиме децата од дома да не почитуваат авторитети, дека си прават контрусулга сами на себе, а потоа и на детето, затоа што еден ден ќе мора да научи да ги почитува сепак. Кога ќе почне да е подложен на државни закони и казни, тогаш ќе мора да се научи да ги почитува, а подобро е тоа да го направи што од мали нозе. Тоа значи дека правилата постојат за да ни го олеснат животот? Или? Имаше порано во наша младост една изрека: правилата постојат за да се кршат. Но не секој правило е потребно да се крши. Убаво е кога тоа застарува да се скрши, за да се покаже дека треба да се видоизмени, да се прилагоди на модерното време, но не по секоја цена да се кршат правилата, затоа што тоа води до едно безредие кое што на никого не му е од корист потоа. А што е тогаш со онаа флоскула, ма само еднаш се живее, па онда ксенија е дозволено, или погрешно се толкува? Ако погледнеме од црквена перспектива, од православна перспектива, навистина само една се живее, но вечно. Значи, смислата на животот на христијанинот, тоа да се трудиме за време на овој живот, да ги исполнуваме сите оние, да не речем прегрубо звучало Божи заповеди, туку Божи совети за наш подобар за живот. И доколку исполнуваме нив и доколку се научиме да се бориме со сите оние искушенија и ги победуваме за време на нашиот живот, земен живот, тогаш гробот представува само врата преку која што влегуваме во оној вечен живот. Од таа перспектива е убаво да се чуе тоа една се живее вечно, но доколку погледнеме од перспектива на тоа како некој оправдување, секуларниот човек, за да не биде оправдување кршењето на сите тие правила, ќе видиме дека може би убаво тоа на млади години се да се проба да сам да се навлечеш секој искушение, а не да обвинуваш некој дека те навел или те вовлекол во некој искушение, туку поради твојата непринципиелност и кршење на правилата и тоа мото една се живее, знаеме често пати да се оддалечиме од Бога, а сето тоа си носи последици. Сега постои едно правило кое што барем или се слуша деновиве, па и неколку години уназад, дека со ништо не прскаат. Сега, тоа звучи смешно, ама има луѓе кои што стварно веруваат во тоа. Зарем е возможно? За жал... Или не чипираат? За жал, со можноста секој да има свој медиум и можноста секој да чита се и се што, таа нецензура на фейк ньюс, не направиш тоа, за може би не може да се каже дека не отупило тоа, дека не сме биле такви порано, но поголем проток на информации,
некако нешто може да се залепи за некого, па да почне да се размислува за жал, спротивно на оно што го очекувавме дека ќе не го донесе 21 век. Често имаше тие научни емисии кон крајот на 80-тите, 90-тите години. После 2000-тата имаше некоја научна емисија на работ на знаењето и така натаму. Очекувавме... Па имаше 1000 зошто, 1000 затоа. Да, првата енциклопедија детска што имавме. И по сето тоа, како ја доживувавме 21 век, како го доживувавме, како тоа ќе биде, коли ќе летаат, роботи ќе не служат и се што, испадна ние да веруваме дека некој не прска, дека некој да се дозволи да верува и тоа. Некој да право на избор, дека земјата е рамна и така натаму, што мислам дека и во наше време, кога сме биле млади, тоа изгледаше смешно, а камо ли сега едно такво размислување на еден модерен човек од 21 век, но ќе речем, секој имаме нашата слобода на избор и да дадена како дар од Бога и да можеме да ја употребуваме или злоупотребуваме истата. Како беше? Тоа беа ваши стихови, секој си ја носи сопствената глава, така и само одлучува дали ќе ја наведне или ќе ја исправи. Така, затоа беше врзано со ако. Да. Ако не ја дигнеш главата, нема да видиш да ја видиш светлината на сонцето, но Тоа е твој избор. Да. Така? така е. Никош не можеме да му го наметнеме избор, затоа што ајде повторно ќе се вратиме на слободата, како дар даден од Бога и Господ Бог секогаш става на прво место тој дар на слободата ние да го користиме. И сега со тој дар ние можеме да бидеме со Бога, можеме да бидеме без Бога и можеме да бидеме против Бога. И Господ Бог, ако одлучиме да бидеме без Бога или против Бога, никош нема насилно да ни се наметне во нашите животи. Ќе го чека да го направиме ние првиот чекор. Кога ние ќе го направиме првиот чекор кон него, тој ќе направи илјадници кон нас. И тогаш веќе од тој момент на покајување, што викам во нашите животи, приумувањето во нашите животи, кој ќе кажеме да, Господи, сакам да делуваш во мојот живот, и тогаш почва да се развива животот твој на правилна насока. Сега имаме денес секакви гледачи со свое мислење, така да, но сепак за оние што сакат да веруваат, не се случуваат работи на подобро во нашите животи. Така. И сега некако се поважно е и секогаш си викаме ај да сме здрави и живи, а некако не е важно какви луѓе сме. Значи здрави и живи да сме, па и да сме лоши, па и да сме добри. Дали е погрешно исто тоа некое сваќање? Значи пред се нели треба да се бориме кон тоа да бидеме добри луѓе и да правиме добро? Човекот е створен по ликот на Господ Бог Света Троица. А Господ Бог е совршен во своето постоење. И кога сме создавани по негов образ, секако сме создавани како добри. Затоа што Господ е, ако го читаме почетокот на Библијата, создава нешто, проверува дали е добро и вика нека биде. Така и со создавањето на човекот. Создаден како добар и веќе почнува да го живее својот живот. Но, рековме, и покрај тоа даден тој дар на слободата, кој што го имаме. И сега, како луѓе кои го носиме ликот Божи, сите во основа, во суштина сме добри. Но потоа од нас зависи како ќе се развиваме како личности. И оној дар на она благодат од крштението која ја добиваме, таа е во нашите души живе и додека не го затрупаме тој бунар на таа благодатна енергија која што ја добиваме од дарот на крштевањето, секогаш е убаво тоа чувство да имаме, да ја чувствуваме. Но кога го затрупуваме, обично го се споредува со еден бунар кој има жива вода, но кога не се грижиме што ќе падне во него или што ќе фрлиме, знаеме да го затрупаме и тоа да престане да блика таа вода. И тогаш не се ева она жет за Бога. И кога ќе почнеме да го чистиме, кога повторно ќе се и чисти тоа кога ќе протече повторно таа жива вода, тогаш е она повторно наше враќање кон Бога. Но до крајот на нашите животи повторно избираме самите се. Избираме самите дали ќе бидеме добри луѓе, дали ќе се декларираме како добри луѓе или дали ќе бидеме
лоши луѓе, а може да има и луѓе кои што ќе укријат својот подвиг, што ќе знаат да бидат така налутени, но во суштина дома после секоја грешка да се вратат дома и да се исплачат за секој еден неправилен однос со сите оние кои не обкружуваат со нашите ближни. Така, дали оној кој што верува во Бога по дефолт е добар човек? Или ги има од оние кои што целиваат икони, а плукаат на Facebook? Да, рековме кој е добар човек. Секој човек е добар, но не мора да значи дека животот потоа го однел, ако го однел да влезе во црква, да се помоли на икона, дека тој треба да биде добар човек. Многу често дури тоа знае да се злоупотреби, затоа што некако сме навикнати да веруваме во тоа дека човек кога е религиозен, кога човек се декларира како верник, дека тој треба по дефолт да биде добар човек и ете, да не му земеме никоја за зло, се што направил дека сето тоа е со некоја добра намера направено и многу често знае да се злоупотреби тоа. Значи некогаш фала Богу, не многу често, но се случува некојаш најлошите луѓе со најлошите особини да ги сретнете во црква, застанати пред икона дури и да те убедат дека и тебе да те убедат дека се навистина добри луѓе, но од нивното однесување ќе видите дека тоа е само една убава наметка под која се криет за да го избегне тоа на осуда од народот, дека тој не верува и дека е спремен све да направи. Така. Сега кога доаѓаат обично на исповед, ние сме гледале по тие американските филмови, во секој од американските филмови мора да постои нели таа исповедалница каде што оди. Верувам дека тоа е за промоција на религијата. Кај нас во нашите филмови има нешто такво, меѓутоа е поинакво. Ама дали луѓето кога доаѓаат на исповед доаѓаат за да признаат, на пример, јас бев многу наивен, овој ме наведе на тоа, или навистина знаат да си признаат дека сгрешиле? Како што споменавте до пред неколку децении назад, мислевме дека исповед е само институција во католичката црква, дека таму можеме да одиме да се олесниме од своите гревови, значи со тоа што ќе кажеме. Влегуваш и излегуваш нов човек. Да, како што гледаме со преграда од две кабини седнува човекот, стегнува свештеникот. И потоа веќе свативме, значи се врати таа институција во православната црква за луѓето дека тоа го имаме и ние во нашата црква, но не е онака како што изгледа тоа на филм, не е со поделено со кабини меѓу нас, туку тоа е еден личностен однос меѓу свештеникот кој што сме го избрали да биде наш духовен отец и нас самите. Обично бираме духовен отец пред кој чувствуваме слобода, да можеме да отвориме нашата душа и се она што ни тежи на душите и се она што не оддалечува од Бога и се она што не повредувало во текот на животот да го изнесеме пред Отецот и на тој начин тој би ја знаел и нашата физичка подготвеност за да влеземе да живееме духовен живот, но и нашата духовна подготвеност во тоа. Сега спомнавте вие дали секој искрено доаѓа. Ние сме задолжени како свештеници секого да го приме, верувајќи дека доаѓа со најискрена намера да го направи тоа. И многу луѓе често тоа го прават онака најискрено, значи во моменти кога ќе се скршат да нешто што им ја прелило чашата, кога ќе се скршат и кога откако ќе се изнаплачат дома, тогаш се обидуваат да стапат во контакт со некој духовен отец и потоа да си отвора душата и онака баш како што треба да се исповедаат, а потоа и да се трудат за да не го повторат тоа што го правеле во своите животи. Значи затоа што не е толку битна исповедта, туку покајанието кој што ќе не држи после исповедта за да можеме да се бориме да не го повториме тој грев. Но има луѓе кои што, значи не сите овие години, сите оние исповеди што сум ги чул, има луѓе кои чуле дека треба да се исповедат и се доаѓа и ќе те праша онака наискрено, а што треба да кажам? Ги насочуваш луѓето дека исповедта оди обично на три нива. Нашиот однос со Бога, нашиот однос со ближните, нашиот однос кон самите себе. Ти ќе речеш, добро, прашаме се што сакаш ке ти кажам. Вие да го прашате. Да, и тоа е како исследување полициско, ова си го направил, да, ова не, да. Што ја нема онаа длабочина и искреност на тоа покаяние, тој е спремен, значи. Човекот е спремен да одговори на се, не ти се срам, не ти се зацкрива за нешто, но
не може да го мисли од оној плот на она искрена исповед која ќе направи човек кој доаѓа во тежок момент и дека тоа да го направи. Но има и луѓе кои што се случувало и така. Значи има луѓе кои доаѓаат да те импресионираат на исповед, кој ќе прашува се да одговори во тој манир. Така тука гледаш дека но сепак ќе го слушаш човекот и очекуваш дека следен пат кога ќе дојде ќе биде навистина поподготвен за тоа да го направи. Так. Дали имате чувство дека оние лайф коучеви некако ја заменија вашата улога, па одат таму им се исповедуваат и таму им зборуваат или лайф коуч па ги учи за живот? Да. Па го има тоа во последно време, да. Историски кога ќе земеме, значи исповета е уште од времето на Свети Јован Крстител ја имаме, нели така и стои во Евангелието, луѓето доаѓаат ги исповедаат своите гревови па се крштева. Така да ги имаме, ние исповета имаме ни сите тие векови, за подоцна ќе се јават и лиценцирани психијатри, психолози кои ќе преземат дел од нашата улога, што не е лошо секако, затоа што не може да се лечи на тој начин, има сепак некои болести кои луѓе мислат дека има духовен проблем дека имат, а всушност е проблем кој треба да се лекува не само преку црквата, туку треба да се интервенира тука и со одредени лекови и така натаму. А сега во последно време, значи со ова ново појавената професија, не знам, не ги пратам многу, но гледам дека младиве знаат често да се консултираат со нив за да им се врати само до вербата, што не е лошо, но тоа има некоја граница, оно што преку покајанието што можеме да го направиме, да разбудиме нашата совест преку покајанието и нешто многу повеќе што трае и што дава повеќе успеси. Так. Не е по фенси некако кога ќе кажеш имам лайф коуч, отколку имам духовен учител. Барем така го доживуваат тоа сега, нели? Многу по фенси звучи, или пак оние цитатите кои што се многу е по фенси ако кажеш дека цитатот е од Робин Шарма, отколку ако кажеш дека е од отец Тадеј, да речем. Така, да. Сега кога сме кај цитатите, јас најдов дека е од отец Тадеј она какви ти се мислите, таков ти е животот. Меѓутоа го цитираат сите кои стигне од ваму до таму. Така? Зошто не е фенси да се цитира владика, да се цитира отец? Кога навистина големи мудрости лежат во сите вас? Па што знам. Има и некои православни страни, гледам, кои се појавуваат и по Facebook, Instagram и што ли све не е таму, кога се појавуваат такви изреки се користат и од наши оци. Мислам и од оците од старите векови, но некојаш знае да се сподели и нешто од некои од современите оци на црквата. Сега јас не го гледам тоа толку пристрасно и така да ми изгледа избалансирано, дека го има и тоа и тоа. Меѓутоа, какви ми се мислите, какви вие живеете, такви ви се мислите. Може би важи и тоа какви си пријателите на Facebook, тоа и ќе го прочитате. Така. Јас имам едно свое мислење дека какви ти се одлуките, таков ти е животот. Па не сте далеко од вистината, затоа што секоја добра одлука носи успех во животот, но некојаш има и погрешни одлуки што пак од друга страна тие ќе остават добри спомени. Так. Сега кога сме кај тие цитати, кај тие поговорки, значи на времето се знаеше од каде се поговорките, тие се од македонските народни приказни. И пак викам, значи многу е по-фенси да кажеш дека од Робин Шарма или не знам, од Джордан Питерсон, отколку да кажеш Шенка рече таму и таму дека нели утраш куќа не крпи. Сте ги гледале вие македонските народни приказни? Како не? Тоа беа баш таа продукцијата на првите тие македонски народни приказки, значи беше навистина. Тогаш еден е царот, значи Ѓорѓи Колозов беше царот и еден. Тоа беа ликови кои сме ги прераскажувале, ликови со кои сме се поистоветувале некојаш на шега. За потоа веќе кога ти се отворат повеќе хоризонти да бараш нешто друго, но никош не треба да си го подценуваме тоа што го имаме, затоа што навистина тие
приказки не научили на некои така може би мудрости кои смешно звучат, но остануваат врежан некако во нашиот ум и често знаеме да се подсетиме колку пати ке и денеска со генерациите што сме растели со тие приказки некој ќе сподели нешто тоа што би рекол Георги или Сега мислам дека најмногу се водат по она седи си, пи си тутун, пи си каве, азното само ке си дојде. Така некако ми е. Најново им одговарате, значи да се оправдават луѓето мрзливоста. Да, така неко. Значи секоја мудрост се споделуваме некако оправдание на нашите соредници, се она што сакаме да се го оправдаме, ќе најдеме некоја мудрост, дали ќе е тоа од Шарма или ќе биде од Георги Колозов. Не е битно, но секојаш ги користиме обично за да си го оправдаме нашето однесување, нашата мрзливост, нашата желба за нешто. Така, сега вака, јас и најдов вашите цитати, значи, зашто да не биде фенси, да го цитираме владиката. Да. Еве ги тука и обично јас им давам да извлекуваат на гостите, нели, најчесто тас или народни поговорки, меѓутоа сега најдов ваши цитати. Па ајде вие да се извлечете па да го протолкуваме, да видиме дали сега од оваа дистанца и дали ќе се препознам. И дали ќе се препознаете, да. Значи тоа си од вашите колумни, од вашите статуси и така. Што пишува? Што вика таму? Оној кој нит го знаеш, нит го познаваш, а те клевети јавно, заблагодари му се и заврти се. Баше ли е? Ракописот не е ваш, ама мудроста? Па да, секаш. Сега, ова се однесувало веројатно на оние клевети кои што од скрени профили ги добиваш, кои те повредуваат постојано. Ти не ги знаеш кои се тие, за да можеш поединечно да им се заблагодариш, затоа што сепак колку и да е неблагодарно да си чита за тебе и да слушаш дека некој те клевети, те повредува, колку да е тоа болно и да те вознемирува, сепак е убаво затоа што ете, можеби некојаш ќе откриеш дека нешто навистина си направил, ќе се потрудиш да се смениш за тоа. Ќе поразмислиш некојаш, можеби никош не ти паднало на ум дека со тоа што го правиш дека може повредуваш некој друг и дека има право човек да искритикува и да наклевети. Еве што се сешта. Но кога се прави тоа од скрени профили, не може да ми се заблагодариш онака лично и да се доразбере со него, затоа препорачувам да им се заблагодариш јавно. Па оној кој ќе го прочита тоа и од скриен профил знае за кого се однесува и ќе доби благодарност за тоа, но верувам дека благодарноста во наводници или баше благодарност? Повеќе е без наводници. Без наводници, така. Благодарен затоа што реков дека секој нешто ќе те опомене или што ќе те наклевети за било што, сепак те тера да размислиш дали тоа можеби навистина нешто си погрешил и ти не го гледаш тоа како твоја грешка, но дури како доблес во моменти го гледаш, но кога ќе те опоменат, веќе можеш да се размислиш дека можеби сепак има нешто кај тебе, те тера на таа будност над себе и на твоите помисли, на твоите чувства. Секојаш така да навистина би сакал да им се заблагодарам на сите тие луѓе. Значи, јас како карактер, значи сум човек кој што раснал во чаршијата, па се пробивал сам низ животот и така натаму кога си отишол во манастир си имал екипа на луѓе од црква со кои што заедно си растел, кои денеска стареж заедно и се. Тој круг на пријатели ми е многу широк. Значи од секакви луѓе со функции, луѓе без функции, луѓе кои што да речеме се среќаш и со папата, но се среќаш и со комшијата кој сече дрва. Так. Да речем, секојаш се во тој диапазон на толку пријатели е убаво да се среќаш со различни луѓе затоа што ќе чуеш што им се допига кај тебе, но и што ги иритира кај тебе. Доколку се опкриеш само со луѓе со кои си направил пријателство од позиција, тогаш живееш во тоа стаклено звоно, дека си многу праведен, дека си многу мудар и
ете, се зачуруваш во тоа и си тераш од таа позиција потоа. Тогаш да Јас сум незаменлив, јас сум навистина беше потребно да дојдам нова позиција. Фала ви луѓе, фала ти Боже за тоа што кога живееш со луѓе кои што не делиш исти вредности, може да кажеш. Имам пријатели, и уметници, новинари и така натаму, со кои што некојаш ќе седнеш и во отворен муабет на кафе, муабет без кафе, ќе си има таа слобода да ти го каже тоа, значи не се плаши од твојот чин, да го ова што го направи не ми се допаѓаше. Така. Значи, човекот не вреди исто секаде каде што ќе се појави. Така ли вредноста му ја дава околината и друштвото? Апсолутно. Значи, друго е кога ќе бидеш ти опоменат на време, макар и на шега некој да те опомене некој од другарите дека ова ти ја оплеска, жаргонски кажано. Значи, знаеш тоа да те врати повторно во некоја нормала и да се размислиш дали се оно право. Така, вас повеќе ви помага критиката кога ќе ви искритикуваат, отколку кога ќе ве ласкаат и ќе ве фалат? Критиката ве насочува повеќе на тоа каде треба да се движите. Јас сум убеден во тоа дека додека кога те фалат, ти се зацрвенуваат образите, уште си на добар пат. Доколку почнеш да губиш таа врелина на образите, кога те фалат, се возбудуваш кога ти викаш збори ми уште малку ми. Тоа си некако убаво е тоа да го има тоа чувство дека а ти е незгодно, така? Да, баш таа незгодност која произлегува од тоа од некој преголемо фалење, да речеме, затоа што сепак длабоко во себе се знаеш дека си грешник кој и поголемиот дел од луѓето кои што значи функцијата не може да те направи тебе најправеден и безгрешен. Светоста на крај на краиштата, значи според стандардите на црквата, светоста, дури светоста кога ја здобиваме не мора да значи безгрешност. Значи безгрешен бил само Господ Бог, кој безгрешно се родил на земјата и безгрешно живеел, безгрешно пострадал, безгрешно воскреснал, безгрешно ќе ни суди еден ден. Ние сите сме подложени на тој греф и сега колку да се трудиме да бидеме свет, затоа што не е дадено како заповед од Бога да бидеме свети, како што е свет нашиот Отец Небесен, сега сме подложени на гревот и секогаш можеме да паднеме. Но не е проблемот во тоа кога паѓаме, туку гревот во тоа е во тоа ако не се обидеме повторно да станеме и да продолжиме по патот, трудејќи се да добиеме таа совршеност, но не безгрешност. Така, ајде уште еден цитат да видиме што кажал Отец Пимен. Ако наведнаш глава кога се разменува со луѓе, нема да им прочиташ од очите дека те мразат, но нема да видиш ни очи кои те сакаат. Доаѓаме пак до тај наш избор. Да. Слободата и правото на избор што одлучуваме. Но никогаш не може да гледаме само црно, никогаш не можеме да гледаме само бело. Значи не можеме да шетаме нити вечно со подигната глава и да ги гледаме само убавите нешта и нашиот иден дом. Затоа што велиме во црквата преку крстот се стигнува до воскресение. Ако не поминеш пред крстот, ако не бидеш положен во гроб, не можеш да стигнеш ни до воскресението. Така затоа треба да се има таа свест дека да бидеме отворени секогаш да го погледнеме и доброто, но не да живееме во тој филм дека само во добро живееме, туку да се подсетиме на она земното, кој што знае често да не сопнува на тој пат кон небесата. Сега кога зборуваме за кренатата глава, обично оние кои што ја кренат главата, веднаш и носот го креваат. Каде е балансот тука да бидеш со крената глава, да бидеш достоинствен, ама носот која ќе се крене? Кога се преоѓа кон кревање на носот? Сепак јас сум за тоа да биде дури во една колумна од првите колумни. Имав напишан дека со устав треба да се забрани и она наведната глава сабија не ја сече. Затоа што тоа не носи во една друга крајност, па да бидеме вечно понизни. Но и од друга страна, ова што го рековте, значи навистина држи дека кога ќе дигнеме главата, знаеме да го дигнеме и носот, па да бидеме недостапни.
некак баш се доразвои на нешто претходно го разговаравме, дека е убаво тоа да ја добиваш таа критика и јавно и од скрени профили, а особено од искрени пријатели, кои може да бидат и од различна вера, но кои или да бидат атеисти едноставно, но ти не можеш да ги исклучиш од твојот живот, затоа што ти се тоа драги пријатели кои ти отворат други хоризонти, да погледнеш и на друга страна. И убаво е да ги имаме тие пријатели да не удират по тој дигнат нос. Да не треба да ја спуштиме главата, но и да не упоменуваат на тој дигнат нос, за да можеме да останеме некако нормални луѓе. Так, ајде уште еден цитат и ќе одиме на реклами, да видиме. Кој ме терал толку да пишам? Ова е само дел, да знаете што се имаше. Манастирот не е место за бегање од животот, туку напротив за соочување со него. Но, не знам кај сум го напишал, но убаво сум го напишал. Да. Затоа што обично бегаат, нели, баш во манастирот, нели, да избегам од себе. Така некако. Така се сваќа, така бе, затоа што се чува оние родителски реакции во времето на првите монасти кога одевме во средината на 90-тите години, затоа што се плашеа дека едноставно ние сме се разочарале во нешто, сме не знам, од животот сме се разочарали, сме се исплашили од животот, па сме се скриле во манастир, како да е тоа бегање од искушенијата. Напротив, манастирот не е место во кое што ги избегнуваш искушенијата, затоа што тоа не е некој меѓено место од кое што со благодарение на молитвите ги пренесуваме сите искушенија се тргнуваат од нас. Не, затоа што и Христос не учи дека оно што ми го прави мене ќе ви го прават и вас. И никаде не кажал Христос дека ако одите во манастир ќе избегате од искушенијата и ќе биде полесно. Напротив, тогаш ќе се појачуваат искушенијата затоа што тоа е место во кое што имаш време да се посветиш многу повеќе време на себе, да се преумиш од твојот претходен живот, едноставно да умреш за светот и потоа како нова личност, како Христовина личност да се вратиш. Од тука и она традиција на менување имиња кога се оди во манастир. И таму е таа, навистина, таму е таа борба многу позачестена. Можеби изгледа тоа контрадикторно, но навистина е така кога седнуваш и кога си далеко од светот, имаш повеќе време да размислиш за се што си направил, секој све си повредил низ тоа твое живење во светот и се трудиш да се покаеш за тоа и да не го повториш никогаш веќе тоа. Искушенијата таму се навистина поголеми, да речем. Но па и тука се челичиш преку победата на тие искушенија. Значи, она како што во војската што реков, создаваме некои работи дека сме свесни да ги правиме, така и во таа борба со искушенијата, па во манастирот учиме дека сме свесни да ги победиме, да се бориме со нив. Дали вие сте бестрашен? Или има нешто што се плашите? Па и има како не. Што знам што е потенцирало. Некои банални работи. Да? Се плашам од пуштена птица во соба. Тоа ми е непресметливо некако. Од каде влегува таа птица? Не, например, да влезе. Се случувало тоа, преку лето да влезе во отворена соба. Поголема паника ме фаќа тогаш отколку на авион да му откаже мотор во летање. Добро, значи не сте бестрашен. Нема бестрашен човек, тоа да не се лажеме. Секој бестрашен кога лета со авион доека фати турбуленција. Така, после тоа се тресеме сите. Добро, одиме на реклами, кратки се враќам. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите. Морални се рекламите во овој свет, за да можеме да имаме спонзори, нели? Имаме од нашите драги пријатели за вас подароци и ви благодарам многу за вашето гостување. Ама ќе ви ги дадам на крајот. Така иде тоа, нели? Да не шушкаме. Да шушкаме после тоа. Обично во мојата емисија третираме машко-женски односи и теми. И сега нешто кое што е многу интересно е кога девојките не можат да најдат нели свој партнер, обично викаат и му се молат на Дедо Боже, дај Дедо Боже испрати ми некој нормален. Сега тоа е во доменот на молитвите за Дедо Боже или нешто друго треба да бара?
Господ научи дека барајте го најпрвен Царството Небесно, па се што е потребно, потоа ќе ви се придодаде. И сосема доволно да ја користиме ние постојано Исусовата молитва, Господи се Христе, помилувај мене грешниот, а Господ Бог потоа, затоа што ја даваме ние слободата да управа во нашите животи, тогаш Господ Бог ќе си ги нареди работите, ќе ги нареди коцките за да можеме да дојдеме и до, ако е потребно, и до тоа добро момче кое се бара, но не мора да се пренагласува таа желба. Значи, некојаш сосема со глупави потреби и барања го замараме Бога. Ете тоа добивање на лото, па здравје, па еве момче, па добра работа и све. Ако не сакаме да мрнеме, ние навистина се потрудиме во нашите животи да се што правиме да правиме со вера. Попусти се тие молитви, потоа кога се големи очекувањата, големи се разлачурувањата. Значи бараме нешто, Господ не услишал затоа што не била сосема глупата и непотребно тоа барање. Насочено и се, тука може да се изгуби дури и верата. Толку пати сум се молил на Бога, па не ми помогнал. А од друга страна потоа ќе се наредат работите, ама тогаш како што има еден виц, ако може да кажем, некој треба да добие интервју за на работа. Многу битно му е сето тоа, тргнува со кола, врти околу зградата каде што треба да биде интервјуто. Не може никако да се снајде со паркинг простори и почнува да се моли на Бога, Господи Боже, аман. Многу ми е битно во животот тоа, морам да ми помогнеш да најдам место за паркирање, па ќе се променам целиот, ќе ти служам тебе и се што треба, ќе правам, ќе постам, ќе се молам, така натаму. И тоа кога го зборува, тоа му излегува празно паркинг место, се паркира и вика, уживај Господи, се снајдов. Така, тој тип се мора да го кажам вака малку да го разбереме по народски, затоа што знаеме да бараме кога ќе се исполни тоа, да речеме не, тоа сепак беше мој труд, а не волја Божја. Сега кога го спомнавте вицот, има многу вицови и за свештенството, и за поповите. Какво е вашето доживување? Вие знаете да се љутите кога ќе ви кажат таков виц или и вие да си ги споделувате тие вицеви? Па, веројатно произлегуваат од некои конкретни ситуации во кои што се нашол некој свештеник. Се тоа што некојаш се генерализира дека сите сме исти и така натаму, тоа знае да отупи, но сепак, реков, некојаш ќе ни ги кажат тие вицови, многу пати си ги знаеме, но сепак ќе се насмееш, затоа што еве и тоа е дел од професијата, некојаш да бидеме и во некоја ситуација да сме се збуниле, да сме се испонашале недолично и така натаму. Сето тоа оде една обична приказка, потоа се шири, се разгласува и станува еден ден виц. Но убаво е да ги имаме и тие, затоа што знаеме дека не треба да се поистоветиме со нив и да не препознава народот во секоја приказка, туку да се трудиме кога ќе ни кажат тие вицови за нас, ние да покажеме дека сме нешто суштински спротивно на тоа. Так, имаше еден зашто возат само BMW поповите. Тоа го знаете ли? Не. Затоа што е Божјо моторно возило. Или, например, што учат прво на теолошки факултет кога доаѓаат, која е првата лекција? Како да не ја фаќаат мантијата со вратата од джипот. Тоа не сте го знаели. Една многу убава анекдота ми е така од црквата која што покојниот митрополит Тимотеј ми има кажано за еден стар свештеник од Охрид кој нели сме познати по тоа дека сме многу лакоми и така натаму. И често не обвинуваат за тоа и она оттаму произлегува тоа дај поперака на поперака и така натаму. И тоа исто од македонски народни приказки. Да, но кажем како викал свештеникот кој не оправдува таа работа. Тој викал отец Георги, Бог да го прости, викал кој не сака пари да му умре мајка му. Тоа па стварно звучи. Точно. Па добро, ние на факултет. Па нема таков човек. Нели? Но убаво е да секогаш некако е полесно да ја препознаеш таа алчност по парите кај другиот, отколку кај себе да ја видиш и да ја препознаеш и да исповедаш и да пробаш да ја смениш. Така, да. Сега ме подсетивте на ова. А знам кога на факултет, кога одев, имаше тука, нели, ромчиња кои што просеа и има и тие една многу добра реченица. Значи, ако не ми дадеш пари, ќе паднеш на испит. Значи, тоа беше, совршена реченица која што точно на вистинското место е кажана.
Добро, драго ми е, значи, дека ги прифаќате и вака вицевите. Добро, на крајот сме да дадам подароци и да завршуваме. А може да вратам подарци? Може. Нека биде така. Sara Fashion Home и за вас. Еве, ќе се подсетувате кога сте биле во нешто конкретно. Една убава шолјечка да се пиете. Чајче, рековме кафе не пиете. Ова е, јас тука ќе ги оставам подароците, па ќе ви ги дадам. Значи тука имате од Mint, еве. Осоговски млечни производи, кога нема да биде постат. 2 дена. Да. И исто така имаме од Натура Терапи нешто здраво, значи за вас, нешто што може да ви користи за добро здравје. Ова се подароците за вас. Благодарам. Ајде, размениме. Подароците за вас. Ова е на книга која требаше да се направи промоција. Да, пости пара, Која Клис, што да. јас кокнав и им должам на луѓето, но верувам дека ќе врзиме со промоцијата на ова книдже, како што го викам јас. Аларм кој што би требало да се собереме наскоро и да направиме ова е една аларм. промоција. Имам една наистина така драга книшка. Кога прашувавме нели ресен или малме, кога реков ресен секако. Така почетоците на моето образование и писменост биле во ресен, па некако барем малку да се одолжам на градот. И ова книга Распишени ресенчани. Така. И сме имале во ресен. Колумните беа патувајки, Да. така? Да. Патувајки е таа и има уште Одлично. 2-3 таму нешто. Одлично. Сега ова аларм ми е многу интересно, джебно издание, нели? Сега овде е петелот. Значи алармот, петелот е, кој што Првите аларми биле петлите. така да, Тоа- символизира ли тоа дека е дојдено време да се разбудиме ние македонците или дека петлите цел си свет. пеат, така? И тоа е едно размислување за тоа како може да биде со мали интервенции да стане подобар светот. А во тоа размислување не да ја секојаш фрламе вината на алармот кој не буди, туку не е тој што не го пореметува животот, туку нашите обврски кои не потребно се ги накалемуваме, се ги земаме и за патување и за разни обврски, а потоа сето тоа да не си признаваме вината во себе, туку да ја префрламе вината на алармот кој не го ремети почетокот на секој ден. Има ли луѓе од кои треба да бегаме или да се пасиме? Има ли такви луѓе, постојат ли? Ќе речем, го спомнавме преге дека како што имаме соочувања со искушенијата и на тој начин успеаме да ги победиме, не со бегање, туку со соочување. И она што некојаш знаеме да кажеме дека стравот со соочување со стравот се изгонува, така да не препорачувам ни бегање од луѓе, зашто да му отстапуваме. Зашто отстапувајќи му отстапуваме многу простор на тие луѓе и потоа тие се мислат за доминантни. Значи сите оние во денешно време што се случува да бидеме заробеници на малцински права и така натаму. Многу наивно сме почнали да го пуштаме тоа, ајде па дај и ми нови, па и овие греота се тие дај. И така избегнувајќи да се соочиме со тој, да им се образложи дека не секој човек мора да има реализација на своето мислење, дека мора тоа да фати дел од општеството, да биде дел од општеството и еден човек овие со некој размислување. Така треба, ама сме им го отстапиле тој простор и сега е тешко да им го земеш. Веќе. И се создава еден хаос во општеството. И затоа препорачувам, значи, да не бегаме од соочување со луѓе, какви и да бидат, што може да го направат. Да им кажуваме ли на луѓето кај им е местото? Па некој ќе е потребно тоа. Колку и да не е христијанска, е потребно. Така, добро. Ви благодарам многу. Срекни празници и нека биде берикет на Исто и на вас, па 2025. здравје Боже, да се гледаме повторно. На крајот да им се заблагодарам на нашите драги поддржувачи. Осоговски млечни производи, Mint Fintech групацијата, Sara Fashion Home, тука ни се и Подравка, и Ананас, и Urban Life МК и нашите нови пријатели Mega Chips, како и Natura Therapy. Секако за добро здравје, тука ви е и хипербаричната комора Оксизен. Се гледаме во следното издание. Останете во добро здравје и уживајте во празниците.